Значи, колку и да сака човек да биде смирен, еве стигнавме до крајот, да завршиме смирено, ама стварно на вашево лицемерие му нема крај. Како се сетивте? Прво, предходно се пофаливте со покачувањето на пензиите, како беше тоа швајцарски модел, беше ваш, заборавивте дека тоа вие го укинавте, предлог беше на ВМРО ДПМН, па пак се сетивте да триумфирате, пошто очигледно немате со што, со нели покачувањето на пензиите по две основи, и сега сте се сетиле дека во текот на вашава прогнозирана кризна состојба до 30 април ќе следува покачување на пензиите по однос на вашиот швајцарски модел, и велите, кога ќе се случи тоа, дека ќе се внимава на вашава финансиска поддршка. Многу лицемерно. Тогаш веднаш кажете дека оваа помош не е 20 милиони евра, туку ќе се намали кога ќе се накачат пензиите и дека нема сите да добијат онолку покачување колку што ветивте, туку и помалку од тоа кога ќе ги покачат пензиите. Се што сте ветиле, кога ќе почне да се спроведува, излегува многу по-проблематично. Таков беше случајот со законот за минимална плата. Крајот не може да го најдат фирмите кога пресметуваат плати. Ги изедначивте административците со техничкиот персонал. Минатата недела закон за социјална заштита гласавме, за да се пресмета плата во градинки за месец септември. Дали знаете какви проблеми има, може би затоа Министерката за труд и социјална политика ја нема тука. Ама еве и ова е доказ дека истото го правите. На триумфална капија најавувате нешто, ама сега амандмански сте се сетиле дека ќе има покачување на пензиите и кога тоа ќе се случи, тогаш ќе има група на пензионери кои што нема да добиваат по 1500, туку по 750. По еден ден храна ќе добиваат, а до тогаш може би ќе биде таа цена и за половина ден храна. Еве го уште еднаш доказот за вашето лицемерие. Простете, ама не можев да не го констатирам и ова. На ова сте се сетиле, а на други работи, на она ние што предлагаме, ништо тоа не може да биде, како што вели заменик министерот за труд и социјална политика, ова бива, ова не бива. Сите амандмани на опозицијата не биваат, сите амандмани на власта биваат. Еве бидна и ова, кога ќе се покачат пензиите, таа категорија на пензионери, ако примала 1500 финансиска поддршка за излез од кризава, ќе прими 750. Па така кажете го, што овде филозофирате усогласување, вакво, такво. Кажете им така на граѓаните. Најпросто, најпластично. Дека тие на кои што сте определиле да им даете 1500 денари, кога ќе им се покачи пензијата со вашиот швајцарски модел за пензии, дека ќе земаат по 750 денари. Ништо подобро не им давајте и ништо не им давате. За доцнети, ненавремени, крајно понижувачки мерки. Ете, такви се вашите предлог законски решенија за избавување од оваа криза во која што вие не вовлековте. Благодарам, председател.